Пред денешната посета на Кочани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков на земјоделците им соопшти дека владата подготвува интервентна мерка за доплата на неколку денари за предаден килограм бел ориз или арпа на откупно преработувачките капацитети, со цел да им помогне во услови кога државата и соседството има огромен суфицит и поради тоа цените забележале драстичен пат. Тоа значи дека во овој момент отпаѓа опцијата за враќање на оризот на листата на стратешки култури, што е предуслов за интервентен откуп од страна на државата за дирекцијата за материјални резерви. Меѓутоа, и со предложената мерка, министерот Цветков очекува да им се излезе во пресрет на земјоделците. Ова со интервентниот откуп доста го проучававме и е проблематичен. Тоа е проблематичен од повеќе причини. Прво, во законот за државни резерви, кој што е во Министерството за финансии, оризот бил до 2012 година како стратешка култура, но од тогаш не е ставен таму. Јас са бајле имав разговор со директорот и ми кажа прво тие не се ни влезени во нивните планови, значи немаат обезбедено средства. Тоа е многу тешко за реализирање, бидејќи оди спрема законот за јавни набавки. Значи проблематично е тие средства да дојдат до земјоделците што сакаме да го направиме. Втората варијанта која што мислам дека ќе помине денес на влада ќе оди, а тоа е да земјоделците им платиме по кило додатна некоја вредност на предаден арпа во преработувачки капацитет. Тој истакна дека нема сознание оти се увезувал ориз од Бугарија и дека тоа е тешко остварливо со оглед на високата царина од 40% во услови кога домашното производство се откупува по 35 денари за килограм. Јас колку сум информиран, таму има царина. Значи ние не знам 40% е царината. Доколку тој ориз увезен од Бугарија и со 40% царина е конкурентен кај нас, онда треба да се запрашаме ние значи не е проблемот до увозот, него е проблемот до нас. Значи со 40% тоа ако е конкурентен, значи имаме проблем ние тогаш. Ние имаме проблем, односно не сме примениле све она што треба да го направиме за да бидеме конкурентни. Така да јас често кажувам, ние треба да направиме земјоделци кои што не треба да чекаат као фудбалско такмице судијата да досудува само пенали за нас. И голманот да го стране да му даде црвен картон да нема голман. И не само ние даваме голови. Значи ние мораме да направиме земјоделско стопанство кој што реков, кое што ќе може да се бори на пазарите. Така да со оризот не имаме проблем овој што го прашувате вие овој проблем, бидејќи во ЦЕФТА организациите кои што членуваме ние нема производство на ориз. Во секој случај, за да се надминат актуелните проблеми во оризопроизводството, неопходно е да се работи на долгорочни патеки и системски, што ќе доведе до конкурентно производство кое успешно ќе се носи со европските и светските производители.